Почитувани граѓани, почитувани медиуми, со усвојување на предлог законското решение на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за укинување на ДДВ на основните прехранбени производи, граѓаните ќе можат да заштедат и до 2000 денари месечно. Со ова законско решение се уфатени над 250 категории на производи за кои ДДВ ќе се намали од 5 на 0%. Тоа ќе даде реален ефект и вистински ќе ги намали малопродажните цени на прехранбените производи, со што ќе се намали и вредноста на потрошувачката кошничка. Учеството на храната и пијалоците во потрошувачката кошничка изнесува 23.000 денари, што значи ефектите од оваа мерка со заштеда и до 2000 денари ќе влие на заштитата на стандардот на граѓаните и состојбите на семејните буџети. Бенефитите ќе бидат за граѓаните и воопшто нема да ги оптоваруваат компаниите. Оваа мерка нема да може да биде изиграна од трговците, како што тоа се случи со последните мерки на владата. После еден месец се покажа дека владината мерка за замрзнување на маржите не донесе никаков резултат. Потрошувачката кошничка се намали само за 57 денари во споредба со минатиот месец, во периодот и кога просечната плата се намали за 1000 денари. Затоа Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги повикува сите пратеници да го поддржат оваа законско решение. Ја повикуваме ВМРО-ДПМН да не води политички инает врз грбот на граѓаните. Наместо постојано да одбива добри законски решенија предложени од опозицијата, да се одважи и да ги поздрави и поддржи. Нема ниту еден аргумент ВМРО-ДПМН зошто е против оваа мерка, против оваа законско решение за укинување на ДДВ на основните прехранбени производи, освен дека е против затоа што е поднесен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Споредбите со периодот кога СДСМ успешно спроведе мерки за намалување на цените се несоодветни. Само со една од мерките што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија донесе пред 2 години, поевтинија над 500 производи или околу 5 пати повеќе од сега. Граѓаните немат време да чекат, додека трошоците за живот секој месец растат. Потребни се ефикасни, реални и системски решенија, како оваа предлог законско решение кој што како пратеничка група го нудиме. За овој предлог закон треба да дадат поддршка сите пратеници, затоа што е во интерес на граѓаните и ќе овозможи подобар животен стандард и одржлива економија. Тоа е обврска на сите пратеници, без разлика каква политичка идеологија имат или од која политичка партија доаѓаат. Благодарам.